дека колегата Христијан Баневски веќе е подготвен од парадата на гордоста. Баневски, дали се слушаме, што се случува во главниот град? Да, Крис, ние во овие моменти сме пред владата на Република Македонија, каде што стигна поворката откако го започна првиот Скопје Прајд, односно првата Прајд парада во земјава, започна од пред Триумфалната капија и веќе се движи кон финалната точка, а тоа е градскиот парк кај школка. Не знам колку може гледачите да забележат, но веќе колоната се наоѓа некаде пред владата, можеби ги гледате последните полициски возила кои што се го обезбедуваат овој марш, кои што не се во голем број како што тоа беше најавено, и покрај тоа што на неколку локации во Скопје може да се забележи силно полициско обезбедување, дури може да се рече дека Скопје е како под опсада. Сепак маршот, односно колоната е обезбедувана од мал број на полициски службеници и приватно обезбедување од организаторите. Во Скопје пристигнаа активисти од регионот, но и од целиот свет за поддршка на првата парада на гордоста во земјава, и тие порачаа дека сметаат дека се ќе помине во најдобар ред и дека нема да има инциденти. Според текот на досегашниот марш атмосферата е мирна и не личи дека би можело воопшто да дојде до било каков инцидент. Како што реков, маршот завршува пред на школка во градскиот парк, каде што се закажани неколку диџеј сетови, меѓу кои ќе настапи и нашата евровизиска представничка годинешна Тамара Тодевска со песната Праud, односно Горда, која што е во знак на поддршка на овој марш. Инаку, освен активисти на маршот, пристигнаа и поддршка дадоа и дел од политичарите во земјата, односно интерпартиската група во парламентот за поддршка на ЛГБТ и правата, меѓутоа и меѓународната заедница, односно дипломатскиот кор во земјава. Само американската амбасада има над 60 лица од нејзиниот персонал присутни овдека во знак на поддршка, а во паркот е најавено и обраќање на ВД амбасадорката на Соединетите Американски држави. Ова накратко е сликата во денеска во Скопје, во центарот на градот. Можам да кажам дека боите на виножитото доминираат низ публиката и низ скопските улици, а сега ние ќе се упатиме на кај градскиот парк, каде што ќе го регистрираме и завршетокот, односно привршувањето и диџеј делот на првата парада во Македонија, односно во Скопје. Крис? Баневски, ти благодарам за ова вклучување во живо, како што и ти извести. Таму на парадата на гордоста присутни се политичари, меѓутоа присутни се и представници од меѓународната јавност. Ке повторам, како што извести нашиот колега Христијан Баневски, се очекува на школка обраќање да има и ВД амбасадорката на Соединетите Американски држави како силен поддржувач на правата на ЛГБТ и заедницата, која всушност е најмаргинализирана. Именно овој марш се одржува токму поради тоа да се добие видливост во општеството и да се добие поддршка во надминувањето на проблемите со кои се сочува. Да потсетам дека неколку дена пред маршот полицијата одржа прес конференција и ги повика сите граѓани да се воздржат од било каков говор на омраза и од било какви инциденти, и исто така од МВР најавија и засилено присуство на полициските службеници на теренот со цел да не дојде до било какви несакани појави. Сега би требало да се преселиме и кај колешката Искра Опеческа, доколку е подготвена. Како што веќе кажа, во главниот град има уште една парада. Парадата на гордоста, меѓутоа тој смета и тврди дека тие луѓе се злоупотребени од некои структури за кои не сакаше да каже кои се тие луѓе. Инаку во моментов се надевам дека камерата на нашиот снимател Дени Младеновски може да забележи дека се наоѓаме токму пред жената парк Горец, каде што требаше да започне парадата на гордоста. Според најавите, говорката од Сдруженијето Сојуз за живот ќе помине низ центарот на Скопје и треба да заврши пред соборниот храм, каде што треба да ги упатат своите пораки. Вистина дека е премногу бучна, се надевам дека гледачите може да ја забележат атмосферата, а со повеќе информации по едно од следните информативни издања на ЕВН-ТВ.
токму така како што можевме да забележиме, гласно е и на едниот и на другиот марш. Секако нашите репортери остануваат на терен. Христијан Баневски, Искра Опеческа до крај ќе ги проследат двата марша кои во моментов се случуваат низ центарот на градот. Сообраќајот е затворен на дел од овие улици, конкретно на Рекорд и пред владата на булеварот Илинден, а пократката секако повеќе информации односно деталите и за окружениот извештај за денешниве настаник имаме веќе во наредното информативно издание во 16 часот. Пократката пауза продолжуваме со вестите од светот.